Иако лидерот на СДСМ Зоран Заев претходно изјави дека не знае кој ќе биде претседател на собранието, денеска неговата партија го предложи Талат Џафери за функцијата, со што Заев уште еднаш не си останал на зборот, анализира порталот Курир. Тоа се покажало, пишува Курир, со тоа што од претеничката група на СДСМ денеска објавија дека собрале 20 подписи со кои за претседател на законодавниот дом го предлагаат Џафери од ДУИ. Работата на комисијата е безпредметна бидејќи веќе постои предлог од 20 пратеници за избор на претседател на Талат Џафери. За разлика од Шилегов, анализира Курир, Заев ја криел таа одлука за време на гостувањата во вестите на телевизија Канал 5, кога изјавил дека Џафери бил само еден од посериозните кандидати за претседател на собранието на Република Македонија. Ние имаме наши кандидати, господинот Талат Џафери е кандидат, партијата БЕС има свој кандидат, господинот Џафери е еден од посериозните кандидати. Зошто? Заради тоа што поседува најверојатно од сите други кандидати кои што се наразгледува, најголемо искуство во работењето на парламентот. Според анализата на порталот, ваквите постапки на Заев покажувале дека тој е цврсто решен да ја спроведе тиранската платформа, која ја прифатил во целост, што го потврдуваат и неговите албански партнери, но и членот на Централниот комитет на партијата Мухамед Зекири, а според Курир изборот на претседател на собранието албанец е првиот чекор во реализацијата на платформата од Тирана. Токму поставувањето на албанец за претседател на собранието, пишува Курир, е еден од условите во тиранската платформа, креирана во Тирана од албанските партии под покровителство на Еди Рама и прифатена од СДСМ со единствена цел да се укине македонската државност. Според уставот, претседателот на собранието е втор човек во државата и заменик врховен командант, а тоа значи дека во отсуство на претседателот Ѓорги Иванов, Талат Џафери ќе ја води државата и ќе биде врховен командант на вооружените сили на Република Македонија. Како што завршува анализата на Курир, прифаќајќи двојазичност на целата територија на Македонија, СДСМ му овозможувал на поранешниот командант на ОНА, државата да ја води на албански јазик, во собранието да се обраќа на албански и седниците да ги води на албански јазик.